Почитувани гледачи, 17 часот, уште еден термин посветен и резервиран за отворено студио 1, трет блок и овој пат се дружите со мене со колегата Антонио Крстевски, а ви подготвивме една тема со која што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание, односно дали балканскиот рис е пред изумирање, и токму на оваа тема ќе разговараме со Диме Миловски од Македонското еколошко друштво. Добар ден и добре дојдовте во нашата емисија. Добар ден и добре најдов. Вака, во неделата, ако не се лажам, беше заловен уште еден рис, па ќе може ли еве повеќе да ни кажете во однос на тоа? Да, вкупно до сега имаме 7 риса кои што се заловени за овакви научни цели, кои што ние сакаме да се изразуваме. И се работи за уште еден мажек, за жал, многу повеќе би сакале да биде женка тоа, меѓутоа тие се после изгледа многу по итри и се многу потешки за заловување. Заедно со колегите од Националниот парк Маврово успеавме да го заловиме седмиот мажек, 19 кила, доста млада единка, од прилика околу 2 до 3 години го имаме проценето. И да, процедурата траеше од прилика 1 час и потоа го пуштивме на слобода. Нормално претходно му ставивме околу вратник, земавме крв за генетски анализи и направивме одредени мерки во однос на тоа колку тежи, колку е долг и некои такви биометриски мерења. Колку е радосно имате, колку единки вкупно имате заловено? Значи, вкупно имаме 7 единки, 6 мажеци и една женка. Од 2010 почнаме со овој метод, што се вика метод на радиотелеметрија. И целта на методот е да се види и да се проучи повеќе нивното искористување на просторот, исхраната, интеракциите помеѓу себе, кои станишта ги преферираат во однос на други. И сето она што не може со другите методи да се истражи, може со овој метод, бидејќи преку GPS локација успеваме да добиваме вкупно 4 локации на ден. И од прилика во просек 6 до 7 месеци ги следиме овие животни, пошто има многу интересни податоци кои што ги даваат. Значи, каде точно се движат, колкави територии, бидејќи се територијални животни, колкави територии имаат, со што се хранат и сето тоа што е доста интересно и доста значајно за нивна заштита. Што ви покажаа податоците? Колку километри дневно се движат? Така, да. До сега би можел да зборувам само за овие претходниве 5, бидејќи овие последниве 2 се од оваа година и уште немаме за тие што веќе имате податоци изработени. Така, да зборуваме. Можам да кажам дека имаат огромни територии, значи еве да споредиме првиот рис Марко имаше територии како 2 града Скопје да се спојат во еден. Нели во Скопје живеат, не знам, пола милион 600.000 жители, овдека тие 2 града Скопје представуваат дом на еден рис, што е стварно многу интересен факт и до сега знаевме по литература дека другите... Тоа значи дека се движел од каде до каде? Значи тоа значи дека се движел од Ѓорче до Арачиново, например. Не, муабетот ми беше од каде што е заловен, каде што е пуштен, па до каде. Така. Например, еве, четвртиот рис, кој што го крстивме Деки, имаше најголема територија, од прилика 800 км квадратни, и тој се движеше од Стража, мекиците на Стража, нели сите знаат, каде се до, например, планината Караорман или Струшко поле, што е, например, 20 на 30 км од Охридското езеро. Тоа е, значи, една огромна територија за мажек. Женките, тоест единствената женка што имавме, има далеку помала територија. И обично во територијата на еден мажек може да се преклопуваат неколку територии на женки, меѓутоа не и на, тоест на мажеци може, меѓутоа не до таа мера, многу помалку. Споменавте имиња Марко, Деки, од каде добивате идејата за вака да ги крстите? Ние рисовите од кои ги сликаме, например, со фотозамки, со посебни камери кои што нели сами сликаат во природа, им даваме многу по-технички имиња, например Б, ние еден префикс и понатака како што сме ги идентификувале, нели 1, 2, 3, така натака редни броеви. Меѓутоа штом ги заловиме, ние сакаме да им дадеме човечки, да ги кажам, имиња за кои што публиката и поготово локалното население каде што живеат ќе бидат многу поинтересни за нив и ќе можат нели во наводници нивниот рис да си го следат и да го запамтат и да прашаат за него, да прашаат за неговото како е за неговото здравје, за каде шета сега и така натака. И за тоа решивме, а и не е тоа наша, да кажеме, не сме измислиле ние таа пракса. Тоа е пракса која што ја користат и многу други биолози кои што работат со ваква метода
значи со метода на радиотелеметрија и не само на рис, туку и на волк, на мечка и така натака. Например, колегите од Србија заловија така една мечка пред 5-6 години, ја крстија милица, например. Така да може многу полесно да се следат нивната милица, нели? Може ли да им го објасниме на гледачите целиот тој процес на заловување, на поставување на таа апаратура на вратот на рисот? Да, значи имаме два методи кои што ги заловуваме овие рисови заедно или со ловните друштва на кои што заловуваме или работиме, или со Националниот парк Маврово, кој што е годинава и прошлата година работиме интензивно. Едниот метод е со така наречени кафе замки, тоа се едни кутии од прилика 3 метра долги, 1 метар високи и широки и се ставаат на тесни патишта каде што знаеме дека ги користи рисот претходно со помош на овие фотозамки. Значи сме фотографирале претходно рис таму и знаеме дека го користи тоа патче и ставаме такви кафези кои што имаат алармни системи, така да штом се затворат вратите, без разлика дали е тоа, бидејќи неселективна метода, рис или некој друго животно, први дознаваме, значи одма дознаваме и одма одиме на терен да видиме што се заловило. Се друго што не е рис, а освен рис сме фаќале, например, дива мачка, јазовец или куна или кучиња или скитници, ги пуштаме на лице место додека доколку е рис, го успиваме со специјални седативи кои што се претходно одобрени од Министерството за животна средина и понатака така, значи во седација тие седат од прилика саат и пол, што е сосем доволно за да се извршат сите неопходни работи. А тоа е поставување на тој околовратник, тоа е, да кажеме, за тоа и се прави нели методата, најважната работа. Понатака земање мерки, тежина, должина, стапала мериме, например, растојание помеѓу заби, ушите ги мериме, опашот и така натака. Сите тие се компаративни, да кажеме, мерки кои што понатака може да се споредат со други популации од Европа. Значи да видиме како стои балканскава популација со останатите. И се зима крв на крај. А крвта ни служи за генетска анализа, некогаш и здравствена анализа правиме. Генетска анализа, бидејќи знаеме дека балканска популација е посебна, е посебен подвид од тој евроазијски рис и единствен начин за да се докаже тоа е со помош на генетска анализа. Значи, да не навлегувам сега во тој метод, меѓутоа крвта е најзначајното ткиво по кое што може да се направат овие анализи. Ева, нели, првен се успиваат во тој, мислам, кога се успие не исто опасни. Меѓутоа, дали претходно вие поминувате некакви обуки во однос на тоа како да се справите со овие животни со оглед на тоа дека сепак се и опасни? Да, значи главните обуки ги имаме поминато нормално пред да почнеме да работиме со овие методи во Швајцарија. Нашите колеги од Швајцарија, од Берн, веќе 40 години, можам да кажам, работат со рисови, со проучување на нивните популации на Алпите и на планините Јура. Малку е друга популација таа, меѓутоа е истиот вид, евроазијски рис. И тие обуки, на неколку пати сме биле во Швајцарија на интензивни обуки, меѓутоа и колегите имаат дојдено во Македонија за да видат каде точно да се постават, например, замките така натака, така да ги имаме поминато тие обуки. И сме спремни. Морам да кажам дека со оваа првата метода со кафе замките нема некој ризик нели животното да нападне, бидејќи тоа е затворено во кафес и со помош на специјална цевка за успивање се успива и понатака влегуваме во кафесот од кога е целосно нели седирано, успиен, наркотизирано. Така да тогаш е веќе поприлично безбедно да се работи со рисот. Пред да се разбуди, му ставаме таков седатив, кој што ќе му помогне многу побрзо да се опорави од зашеметеноста и многу порано ќе може нели да си продолжи по својот пат. Сега на видеото гледате баш како му ставаме околовратник. Ова е тоа беше до душа најголемиот. Ова е последниот, да, ова е последниот рис. Претходно беше тој најголемиот рис што имаме фатено до сега. Тука се гледа дека му ставаме специјален раствор во очите, бидејќи кога е успано животното не трепка, а му се отворени очите, така да е препорачливо да се стави таков физиолошки раствор за да се останат навлажнети очите, за да не
дојде до нивно сушење и му се става ваква крпа бидејќи имаме челни ламби кога работиме нели во Ова го време. работите очигледно доцна во ноќта. Да, ова е, па не е толку доцна, додише ова е негде 7-8, така, од прилика часот вечерно време. Арно, ама со овој претходниот рис, тој го крстивме Бистри, ќе фатам на планината Бистра, тоа се случи во 11:30 предпладне, значи баш беше дење и беше преубав ден, значи беше сончево, беше многу добро, не требаше нели никакви ламби да се користат. И тоа е многу добро и за рисот, бидејќи така и многу посигурно да се работи со него. Бидејќи многу подобра видливост има, температурата е повисока и така. Претпоставам дека нема конкретна бројка колку рисови се останати во Македонија. И постоја цело време западниот дел од државата го споменувате како можност, како место каде што ги заловувате. Дали во другите делови од Македонија може да се најде или само во западна Македонија? Да. Прво ќе дам кус одговор за тоа нели колку рисови има во Македонија. Со таа претходната метода на фотозамки работиме главно во Маврово, меѓутоа и во околината на Маврово и пробуваме да идентификуваме колку единки има, бидејќи секој рис си има различна шема или различен образец на точки и може многу лесно да се споредат еден со друг рис. Значи да се види точно колку има. Тие постојано се движат по истата патека, по истите точки? Па да, значи тие си имаат својот територијалните рисови, се движат по истата патека и тие пробуваат да си ја зачуваат територијата со тоа што си ја маркираат, нели? И можеме од прилика да дознаеме колку има во Маврово. Не од прилика, туку релативно точно. Колку има? Сега, после таа бројка, тоест таа густина на рисови, значи на 100 км квадратни, можеме да ја тоа научно се вика екстраполираме или да направиме и во другите крајеви кај што не сме работеле, да помножиме таа густина каде што има погодно станиште за рисот. И со тоа од прилика да видиме колкава е бројката на рисот. И сега можам да кажам дека во Македонија има најмногу од балканските рисови, има малку и во Албанија и можеби 2-3 единки на Косово, меѓутоа колеги од Црна Гора работат веќе 7-8 години, се уште не можат да сликаат рис, за жал. Така да во Македонија има најголем дел од популацијата, може да 70% нешто така, и има околу 20 на 25 возрастни единки. Малите не се бројат, бидејќи нивниот опстанок е неизвесен. Што беше второ? За другите делови од државата. Така да. Значи рисов го има најмногу во Западна Македонија и Источна Албанија, значи во пограничните краеви. Националниот парк Маврово е најзначајното подрачје за рисот, значи тоа е изворот на популацијата, таму каде што се размножува рисот и таму каде што се шири неговата популација. Сите останати подрачја како што се Караорман, Стогово, Јакупица, нели Јасен, заштитеното подрачје, Илинска, Плакенска, па можеби и делови од Пелистер и Галичица, меѓутоа се уште не е нели потврдено. Имаат, меѓутоа не е тоа. Маврово е буквално изворот на популацијата. Има едно подрачје во северо-источна Албанија, каде што исто така има 4-5 риса кои што знаат нашите колеги дека сигурно живеат таму и дека можеби се размножуваат. Ја минуваат ли границата овие кои што ги имате заловено? Да, ја минуваат. Мислам, овие кои што ги имаме заловено се уште немаме потврдено, бидејќи баш границата, поготово во Националниот парк Маврово, е на највисоките подрачја, нели врвот Кораб на пример е баш на граница и сите тие подрачја каде што рисот обично не се движи. Значи не се движи тој во високопланинските пасишта и карпистите предели над шумскиот појас, туку главно во шума, затоа што е шумско животно. И затоа не го поминале нашиве рисови, меѓутоа верувам дека постојат рисови кои што поминуваат границата, нели нормално за нив не постои такво нешто. Тоа е измишлица на човекот. А во Источна Македонија последниот рис бил утепан 1935 година и од тогаш нема балкански рисови. Порано балканскиот рис бил широко распространен низ целиот балкански полуостров. Бугарија исто така 30-тите години истребен. Словенија 1908 ли, мислам дека така негде, Хрватска исто така тие години, значи од тогаш е останат рисов само околу Западна Македонија, фактички Источна Албанија. Ева, токму следното прашање беше во однос на тоа, се почитува ли правилото, еве, нели, рисот е забране да се лови. Колку луѓето и ловџиите го почитуваат тоа? Па, да, тоа е интересно и прашање кое што е
го довело рисот до ова дереđе до кое што е сега. Криволовот е секако ризик и е закана број 1 за неговиот опстанок. И јас мислам дека според нашиви истражувања дека сепак рисот е мета на криволовци. Барем 1 до 2 риса се убиваат годишно, целосно нелегално. Рисот е строго заштитено животно и е наш национален символ, го има на 5 данарката, например, така натака. И е најмногу го има во националниот парк, значи тој рис доколку е утепан, има големи шанси да е во национален парк, што ја прави оваа работа уште на повисоко ниво, бидејќи во националниот парк е забрането нели да се лови, поготово да се криво лови. Така да има, се уште добиваме слики, за жал, кои што укажуваат на утепани единки на балкански рис и тоа мора. Кај нас е тоа исто така многу голем проблем, бидејќи исполнувањето на законите, на законските одредби на многу ниско ниво, поготово во однос на заштита на природата. Сега тоа што се случува со матка, например, е очевиден пример за тоа. И мислам дека доколку треба да се реагира на институционално ниво, тоа е подобро спроведување на веќе донесените закони. Законите како такви не се лоши, значи има во нив членови кои што баш одговараат за заштита на дивечот. Имате ли поддршка од институциите? Да, имаме поддршка од институциите. Пред се би го истакнал Националниот парк Маврово, со кој што имаме одлична соработка во последните 2 години. Меѓутоа, ете почнуваме да имаме соработка за рисот и со Министерството за животна средина, меѓутоа и со инспекторатот нормално. Меѓутоа со другите национални паркови исто така многу добро соработуваме, со ловечките друштва, би ги спомнал тука ловечкото друштво Сокол Зајас и со ловиштето Тајмиште од Кичево, понатака Питон од Охрид, Канеш од Стогово, Црн камен, например, од Вевчани, Малесија од Караорман, со тие ловни друштва имаме остварено многу добра соработка и многу добро функционираме заедно на терен. Арно, ама исполнувањето на тие законски одредби и на тие закони е малку шкрипи, морам да кажем, и мора да се подобриме во однос на тоа, затоа што рисот, ете толку 20-30 единки, толку го снема, ке нема од каде да се повторно да се врати во природа. Значи, балканскиот рис е само тука присутен, нема единки во заробеништво и едноставно, доколку исчезне во природа и доколку исчезне од Маврово, тоа е тоа. Го споминавте заробеништвото, дека нема единки, дали постои некој начин во заробеништво да се одледуваат, па потоа да бидат вратени назад? Дали постои можност така да се зголеми популацијата на балканскиот рис во Македонија? Да, тоа е една програма која што пред се е многу скапа. Значи, зборуваме за милионски суми. Тоа, например, го имаат направено со иберискиот или шпанскиот рис, како што го викаат во Шпанија и во Португалија. Програмата им се уште трае, ствари, веќе 20 години, имаат потрошено не знам колку милиони евра за да успеат да го повратат иберискиот рис. Успеале во тоа, да. Меѓутоа, тоа е посебен вид. Значи, тој доколку го снимаше, ќе снимаше цел вид од биолошката разновидност. Ова е нели подвид, сепак тоа е на едно повисоко ниво и е многу посериозна работата. И малку полесно морам да кажам, бидејќи се работи за помал рис и се работи за рис кој што има многу помали територии и е многу специализиран ловец, лови само зајци, така да е многу полесно и да се прилагоди исхраната кога е во заробеништво и е многу полесно да се, да кажеме, манипулира таа програма. Што лови македонскиот рис? Тоа прашање не го спомнав. Да, македонскиот рис најмногу лови срни и диви кози и зајци до негде, меѓутоа, да кажеме, копитари се викаат тие срни диви кози, му е главниот дел од исхраната, што представува прилика 70-80% од неговата исхрана. Се храни и со други работи. Имаме ние најдено и, например, куни, лисици, изедени од рис, ете, некогаш се наоѓаат и влакна од дива свиња, меѓутоа тоа се така, не толку застапени во. Значи тоа е можеме да кажеме на врвот на синџирот на исхрана. Да. Apex Predator, како што би кажале англичаните. Само се навратам на оваа програмата, значи освен што е скапа, другиот предизвик кај нас е тоа што нема од каде да се размножува рисот. Значи за да се почне таква програма треба да се заловат рисови од природа, да се стават во некои кафези и да се
почне таа програма, што никој не може да гарантира дали ќе биде успешна или не. Ако не е успешна, тогаш ме осудиле популацијата веќе, бидејќи значи да се земат 6-7, не знам колку единки таму, ќе значи дека се земале 50% од или 40% од Ја уште малку единки се останати во Македонија. Така да е нешто што не би го земале сега во предвид. Имате ли некое искуство во однос на повредени рисови, од сообраќај, мислам, удрени од кола, автомобил или слично, и дали има некој центар за диви животни каде што би можел да им се пружи нега на рисовите и општо на дивите животни? Да, супер прашање тоа. Баш лани негде во септември имавме еден таков случај каде што на патот Кичево-Охрид, на магистралниот пат, беше згазен рис и рисот се уште беше жив кога ни јавија нашите колеги и партнери од ловното друштво Питон од Охрид. И отидовме веднаш на терен и пробавме рисот да го спасиме со тоа што пробавме да го однесеме во ветеринарен центар во Скопје, меѓутоа за жал на патот кон Скопје умре животното во кола. Не беше баш многу известно дека ќе се спаси. И тој пат, знаете дека сега се гради автопат Кичево-Охрид и поминува директно низ главните станишта каде што живее балканскиот рис надвор од националниот парк Маврово, значи збориме. Буквално им го сече патот на движење. Да, им го сече патот, меѓутоа добрата работа е што се изгради еден голем тунел, од прилика 2-3 километра е тунелот кај местноста Пресека, и тоа е супер за диви животни. Не само за рисот, туку било кое животно може да премине непречено, значи без да има ризик да го згази. И има многу виадукти кои што се супер исто така за рисот, бидејќи и за другите животни, бидејќи може да поминат под самиот автопат. Ама баш на делот кај што беше згазен рисот не постои ништо. Значи, еве сега е магистрален пат, не е во оптек овој уште автопатот, меѓутоа кога ќе биде автопат ќе биде уште по-лошо, бидејќи сите автопатишта мораат по закон да имаат и огради. И тоа значи дека директно ќе се фрагментира неговото станиште од страната на Караварман и од страната на Плакенска планина, значи од лево. Што ќе значи тоа? Дали можеби ќе колегите наши негативно врз? Па да, сега ќе влие сигурно, можеби нема да има директни прегазени единки, доколку тие огради постојано се врз размножувањето, врз Да, во секој случај врз нивното движење сигурно ќе има препреки. Нашите колеги од Словенија и од Хрватска тоа многу елегантно го имаат решено, имаат направени така наречени зелени мостови, и тоа се мостови кои што тоа се фактички тунели од прилика 100-200 метри широки, кои што се направени на места каде што не треба да има тунел, меѓутоа се направени специјално за да можат животни да поминуваат од една и од друга страна и ги мониторираат секојдневно со помош на фотозамки и други методи, некои ласери, не знам, на песок ставаат па гледаат траги кај поминувале, и се гледа дека буквално функционира тој метод. Значи, доколку се изградат тие зелени мостови, животните ги користат. И такви зелени мостови се буквално може да се направат и тука кај нас во Македонија. Нормално кошта повеќе, меѓутоа многу помалку ќе кошта ако се направат во фаза на изградба на патот, отколку ако се направат после јово на ново. Така да тоа е нешто што нашите институции секако дека треба да го преземат, нешто што треба Министерството за животна средина да ургира кај изведувачите и кај владата на Македонија нормално, за да може да се одделат плюс пари за да се изградат барем еден или два такви мостови на потегот негде од селото Ботун па до Охрид. Практично таму ќе фали и виадукт и тунел, значи таму не е планиран, а таму ќе нема место каде што би можеле животните да поминат. Бидејќи немаме уште многу време, минутка до две. Максимум само би ве прашал, споменавте дека тие кои што ги заловувате се возрастни единки. Дали во природа сте сретнале младенчиња до сега? Да, и тоа е. Предпоставам дека е многу тешко тоа да се... Да, младенчиња немаме сретнато, имаме, меѓутоа од женкава што имаме следано. Значи имаме отидено еднаш само, тоа беше кај во дувлото нејзино и имаме видено дека има пород од едно младенче. Меѓутоа вака во живо јас лично немам никогаш сретнато рисо, освен тие што ги имам, што сум ги следал со помош на радиотелеметрискиот метод.
Арно, на овие фотозамки обично се среќаваат млади од РИС и морам да кажам дека многу ме радува што освен во Маврово и на други места биле такви рисови фотографирани. На Караорман, значи ловното друштво Питон успеа да фотографира мајка со едно или со две млади, и на Јабланица ловџиите од ловното друштво Црнкамен успеа да фотографираат мајка со две млади, што е едно од најдобрите информации. И уште еден ловџија има ствари на планината Добра вода, што е, да кажеме, близу стража, има фотографирано со својот мобилен телефон, ствари мајка со две млади, и тоа е надвор од оваа јадрова популација мавровска, значи јадрото на популацијата е таму, и тоа е надвор од таа популација, што е најдобрата вест што можеме да добиеме, ствари. Диме, ти благодариме за гостувањето. Фала на покана. Се гледаме во наредна прилика, а тука е време ние да се одјавиме, односно следува возење со Вучич. Останете со програмата на 1 ТВ.